Почитувани колеги, добро вечер. Јас сум доктор Стојан Николиќ од Modern Marketing, агенција специализирана за здравствен маркетинг, медицински и фармацевтски маркетинг. Моја кратка и пријатна задача вечерва е да го модерирам овој стручен состанок во организација на Научната фондација Спировски, дарителски регистар за срцевина со поддршка на Сдруженијето на граѓани, Македонска медицинска студентска асоциација ММС, студентски организираната медицинска асоциација СОМА, Сдруженијето за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања и нивни негуватели ХЕМА. Темата на вечерашниот состанок е дарителски регистри за срцевина во невладиниот сектор. Предавач е професор доктор Мирко Спировски, основач и председател на Научната фондација Спировски. Настанот, прво да ви благодарам за големиот интерес. Регистрирани преку 750 учесници, до сега веќе пријавени и влезени околу 300, тоа е една импресивна бројка, според мене. Настанот ќе биде секако снимен и поставен на YouTube каналот на Фондација Спировски, но исто така во моментов тече и лайв стрим на YouTube каналот, така што луѓето кои што од било кои причини би сакале да го погледнат ова, можете да им го споделите линкот што пред малку го споделив со вас во чет. Добивме и некои прашања во текот на регистрацијата. Сите прашања ќе бидат одговорени на крајот од излагањето на професор Спировски, доколку во меѓувреме имате нови прашања, поставете ги во чет. Исто така ќе ги одговориме на крајот од излагањето. Со тоа, моето обраќање вечерва во моментов го завршувам и го поканувам професор Спировски да го одржи своето предавање. Добро вечер на сите. Многу ми е драго што има доволен број на посетители на овој вебинар и се надевам дека ќе успеам да ви пренесам дел од работите што се случуваа во минатата и во оваа година на полето на дарителските акции, односно активности во нашата држава. Ќе ви зборувам за дарителскиот регистар. Само момент. Уред е сега? Да, професоре, се е во ред. Значи, ќе ви зборувам за дарителските регистри за срцевина во невладиниот сектор, кај нас, а и надвор во светот. Што ќе кажам? Накусто ќе кажам за стапките за развој на дарителските регистри за срцевина во цел свет, накусо за трансплантацијската патека на дарител пациент, која што е во голема мерка зависна од клиниката за хематологија, во помала мерка од дарителите. Понатаму ќе се обидам да ви објаснам за структурните единици на дарителските регистри за срцевина, зошто се тие важни, што функции имаат, кои разлики се меѓу нив. Понатаму ќе кажам нешто за дефинициите на организацијските структури за трансплантација на срцевина, потоа за структурата на дарителски регистар во државен и во невладин сектор, зошто во еден, зошто во друг и во што се разликите. Понатаму ќе кажам и за видовите на дарителски регистри во Светската асоциација за дарители на срцевина, тоа е WMDA. Понатаму ќе кажам за организации за дарители на срцевина во земјите од Западен Балкан, накусо, и малку неколку слајда ќе си дозволам да ви објаснам што се случуваше минатата година и што ќе се случува оваа година со невладината организација Civica Mobilitas, која што прифати да ја финансира програмата за дарување срцевина од нашата фондација. Потоа малку ќе ви кажам неколку елементарни работи за дарителскиот регистар за срцевина при нашата фондација и нешто ќе кажам за улогата на невладиниот сектор во нашата држава и соработката со дарителски регистар за срцевина во нашата фондација. По неколку слајда за секој од овие подрачја, некаде повеќе, негде помалку, но мислам дека на тој начин ќе го опфатиме подрачјето кое што сакам да ви го прикажам. Секој дарителски регистар мора да помине низ 5 фази
за создавање. Во првата фаза треба да го проучи и да знае како да се вклучи во така наречената трансплантацијска патека во светот, односно во трансплантацијската патека во државата во која што тој постои. Втората работа која што е многу важна е да се проучи и да се примени легалната рамка во соодветната држава, односно во Светската асоциација на дарители за срцевина. Секако дека ако таа не е целосно исполнета, не ќе може и целосно да функционира ваквиот дарителски регистар. Понатаму е потребно да се организира вклучување на дарителите и нивна едукација, како тоа да го разберат, на кој начин да го сватат. Понатаму треба да се одработи, да се уреди, да се менаџира регрутирање на дарителите, тестирање, менаџирање на целиот тој процес и на крајот да се направи некаква платформа, некаков план за самоодржливост на дарителскиот регистар, бидејќи дарителскиот регистар, кога еднаш ќе се создаде, по правило тој би требало бесконечно да функционира, односно податоците да ги дава на болните со малигни заболувања на крвта во бесконечен смисол, значи постојано да се обновува, постојано да се дополнува и така натаму. Трансплантацијската патека на дарител пациент е доста комплексна и во горниот дел може да видите какво е местото на давањето на крв од папочна врвца. На вториот дел во средината е на кој начин заправо се регулираат соодносите на дарителските центри, активностите на дарителите со процесите низ кои што минува пациентот со малигно заболување на клиниката за хематологија главно или на некои од другите клиники за детски болести и така натаму. Јас во детали нема да одам, затоа што таа доста комплексна и не успев ниту да ја преведам на македонски јазик, но ние понатаму ќе се осврнеме бидејќи има многу специфики. Само да кажам дека во донација заправо после многу стапки доаѓаме и трансплантација после овозможување на сите овие стапки, што е еден, како што гледате, доста комплексен процес. Кои се структурните единици на дарителските регистри за срцевина? Она што треба да го сватиме е дека практично имаме дарителски регистар кој што може да има дарителски центар, тоа е ова долу, и кој што може да има регрутен центар, но кој што може или не мора да има лабораторија. И тоа е што се однесува на функционалната целина на дарителски регистар. Меѓутоа, тој сам за себе не функционира или не може да даде резултати ако немаме од другата страна пациентен регистар во кој што се регистрирани податоците од сите потенцијални приматели на коскена срцевина, односно оние на кои што им е тоа неопходно. Тие се најчесто и најмногу поврзани со трансплантацијскиот центар, каде што заправо и се врши трансплантација на коскената срцевина. И како што гледате, овие два дела на две лице и опачина на истиот систем се поврзани со два дела. Едниот е собирен центар, во кој што клетките од дарителскиот регистар, ако се пронајде соодветен дарител, се собираат и тоа кај нас беше и се уште Институтот за трансфузиона медицина, а пребарувачката единица е еден специализиран систем кој што го пребарува дарителскиот центар во државата и во целиот свет и пронаоѓа соодветен дарител кој што му е неопходен на трансплантацијскиот центар. Како што гледаме, сите тие меѓусебно соработуваат и функционираат во една заедничка целина. Овде се дадени дефинициите на организацијските структури. Еве, гледаме дека заправо регистар е организација одговорна за координација на пребарување на крвотворни матични клетки од дарителите, вклучувајќи папочна крв, од несродни дарители со потенцијалниот примател. Значи, во регистарот не влегуваат податоците од сродните дарители. Тоа се брат, сестра и така натаму и така натаму. Значи, овие регистри заправо содржат податоци од несродни дарители за дарители на коскена срцевина.
И веќе кажав дека пациентскиот регистар или регистар за потребата е регистар кој делува во име на трансплантацијските центри и тоа е практично една база на податоци за луѓе на кои што им е нужна, неопходна и индицирана потреба од трансплантација на матични клетки. За разлика од него, дарителскиот регистар или регистар за обезбедување е регистар кој обезбедува крвотворни матични клетки. Значи, тие двата се комплементарно во иста функција. Банката за папочна крв, тоа е установа одговорна за организирање, собирање, процесирање, замрзнување, складирање, листање, резервирање, ослободување и дистрибуирање на единици од папочна крв. Јас тука нема се задржам, затоа што кај нас немаме таква организациона единица во државата. И дарителски центар, гледате, по меѓународните стандарди, тоа е организација одговорна за прибирање дарители, прибирање согласности, тестирање, раководење и собирање на дарителски персонал, генетски и медицински податоци. Собирен центар, веќе кажав, тоа е установа, кај нас тоа е Републичкиот завод за трансфузиона медицина, во кој што се остварува собирање на крвотворните клетки, пакување и подготовка за праќање во трансплантацијскиот центар. Лабораториите за тестирање може да бидат приклучени кон дарителските регистри или може да бидат независни, односно може да ги користат дарителските регистри услугите на други специализирани лаборатории. Она што сакам да кажам, дека за обезбедување на квалитет, лабораториите за тестирање би требало да бидат акредитирани од Европската федерација за имуногенетика, за да бидат соодветно квалитетно употребени. Трансплантацијскиот центар, веќе кажав, тоа е медицинска организација каде што пациентот, примателот, прима трансплантат од несроден дарител или пак папочна крв и во него се остварува непосредно целокупното медицинско лекување и долготрајно следење на примателот. Има тука една дополнителна нова организациона единица, тоа е пребарувачка единица во која се врши пребарување од несродните дарители во соодветната држава и во светскиот регистар, и тука има доста алгоритми и така натаму, и денес е дилема кај таа ќе припаѓа. Читате овде денешниот став или денешните правила упатуваат дека тој може да биде независен, тој може да биде, таа единица може да биде приклучена кон дарителскиот регистар или пак може да биде приклучена кон трансплантацијскиот центар. И доаѓаме сега на она што и заправо како може да се организираат дарителските регистри. Ова овде што го гледате е препорака, односно став на Светската асоциација за дарители на срцевина и во него се прикажани кои се предностите и кои се недостатоците на државната, јавна структура и на невладината или приватна структура во однос на организирањето на дарителски регистар. Да подвлечеме, иако се подразбирано да знаем, дека државната или јавна има предност со тоа што пристапот до државни фондови и програми за здравствена заштита, потенцијално финансирање се обезбедува за неколку, ако не и за долгогодишен или бесконечен период, што представува сигурност. Понатаму, државната поддршка се обезбедува и на професионалците и на официјалните национални авторитети. Тоа значи наставни звања, придружен персонал, нивна едукација и така натаму. Државната институција исто така има предност што договара потенцијално со сите организацијски структури на државата. Значи, не само со Министерството за здравство, туку и со фондот, туку и со други заводи за, да речеме, Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институтот за трансфузиона медицина и така натаму, значи користи еден голем број на потенцијали на државните институции. И друго е транспарентна и официјална е легалната рамка и заради тоа може да се користат сите сервиси кои што би можеле да им користат на државните структури за дарителскиот регистар. Меѓутоа има и недостатоци, затоа што финансирањето може да биде ограничено
или може да биде компетитивно, значи може да во ограничени финансиски средства на фондовите за здравствена заштита или други извори на средства, да се намали одделувањето за дарителските регистри, со што може да се постигне некаков негативен ефект. И четвртата, последна, да речеме, последниот недостаток е што познато е дека државните институции се инертни и ако треба да се превземе некаква промена на добро, на прилагодување, тоа трае многу долго и тоа се смета за недостаток. Наспроти тоа, во невладините или во приватните дарителски регистри, предноста е што ти имаат независност од владините институции. Па ќе речеме, па што тоа значи? Па значи, затоа што имаат слободни правила на пазарот за собирање на средства, собирање донации, покровителства и така натаму, правила за организирање на дарителските акции, слобода во обезбедување средства од различни приватни извори, компании и други извори, флексибилност има во организацијската рамка, флексибилност во платите и бројот на вработени во смисол да обезбедува повисоки плати и посоодветен број на вработени, и има исто така можност за брз развој и прилагодување на нови состојби кои што се појавуваат во државата. Како што гледаме, има релативно доста, гледаме исто предности како што имаат и државните институции. Меѓутоа, недостатоците се можни, значајни и би рекол многу потешки отколку тие во државните или јавни дарителски регистри. Имено, има недостаток од официјална поддршка и финансиска и организацијска од владините институции. Понатаму има потреба од постојано обезбедување на средства за самоодржливост, па уште повеќе и за развој. И понатаму има недостаток од пристап до професионалниот медицински персонал кој што го обезбедува државата. Значи мораат дарителските регистри врз свој товар, условно кажано, односно своји средства, да ги едуцираат своите кадри, да ги упатуваат на специализации и така натаму. Како што гледате, неповолноста на невладините организации е една од причините зошто има помалку невладини, односно приватни дарителски регистри, отколку што се државните. Ние направивме анализа минатата година за тоа каква е структурата на фондациите и добротворните организации кои што се членки актуелни сега на Светската асоциација за дарители на срцевина, World Marrow Donor Association, WMDA, и како што можете да видите овде, не морате деталите да ги читате, али може да забележите, во оваа колона се владините институции, во ова се вкупно, ова се невладините и процент колку невладините одземаат од тој дел. Ова е за едниот дел на земите, ова е за остатокот дел од земите. Како што гледате, има институции кои што имаат 100% фондации, имаат кои што имаат само 50%, имаат кои што имаат 33%, еве да речеме во Кина 33% се. Има луѓе кои што имаат 20%, да речеме во Германија 20% се невладините. Меѓутоа имате и земји во кои што имате 100% од дарителските регистри кои што отпаѓаат на невладиниот сектор. Ако малку повнимателно се анализира, ќе се види дека 71% од 196 вкупно дарителски регистри регистрирани во Светската асоциација за дарители на срцевина припаѓа на државниот сектор, а остатокот од 29% припаѓа на дарителите во невладиниот сектор. 30% не е мала бројка, тоа многу значи за зголемување на потенцијалот за дарители на коска на срце. Што се однесува до Балканот, во кој што спаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Република Македонија и Србија, како Западен Балкан, ви гледате дека само во Република Македонија и во Србија има дарителски регистри, а во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Црна Гора се уште нема дарителски регистри. Тоа е во согласност со се она во што Западниот Балкан заостанува за другите европски држави и тоа се пресликува и во секторот за дарители на срцевина. Во Македонија има 2
дарителски регистри. Едниот е Македонскиот дарителски регистар за коскена срцевина, а вториот е овој што го создаваме, а тоа е Научна фондација Спировски дарителски регистар за срцевина во невладиниот сектор. Српскиот дарителски регистар за коскена срцевина е сместен на Заводот за трансфузиологија во Белград. И тука може да ги видите ознаките, односно регистрациите во Светската организација на дарители, во ИОН, така наречената база на податоци за дарители на срцевини, институции за дарители на срцевини и бројот на податоците кој што е до тој период направен. Имавме можност минатата година, некаде пролет, раната пролет, да прочитаме дека Цивика Мобилитас распишува конкурс за невладиниот сектор за проекти за невладино организирање во различни сектори и ние ова што претходно го подготвувавме во облик на проект и го поднесовме до Цивика Мобилитас. Цивика Мобилитас е невладина програма на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Тоа е поддржано од швајцарската амбасада во нашата држава и има релативно значајни средства во 3 сегменти од финансирањето на невладиниот сектор во државата. Нашиот проект кој што беше прифатен е со цел за вклучување на невладиниот сектор во подигање на свеста за дарување на срцевина, како и регистрирање на дарители на срцевина преку програма за дарување на срцевина во Научната фондација Спировски. Исто така се очекува во целите создавање на мрежа од собирни или регрутацијски центри во нашата држава, кои што ќе вршат едукација, регистрација, а подоцна можат да бидат и вклучени во земањето примероци од бриз на образ за анализа. Вклучувањето на невладиниот сектор во дарувањето срцевина, покрај постоечкиот државен регистар, ќе ги зголеми шансите на болните со малигни заболувања на крвта во нашата земја, а и во странство, за поголем број на болни да може да добијат соодветно дарување на коскена срцевина, а со тоа и комплетно излекување. Цивика Мобилитас дефинираше или бараше да дефинираме кои активности ќе ги направиме и ние учествуваме во тие активности, сме до некаде до половината дојдени, има време до 1 август да ги завршиме останатите, но онако со побарано од нас, односно нашиот предлог е прифатен да креираме веб портал, понатаму да ги примениме стандардите од Светската асоциација, понатаму да отпечатиме материјали и електронска подготовка, да обезбедиме јавна расправа за дарување срцевија во невладиниот и во владиниот сектор, да ги вклучиме студентските и други заинтересирани невладини организации во регрутирање на доброволни дарители за срцевина и да вклучиме дарители од Македонија и од заедниците, значи од помалиот број на заедници кај нас, тоа се албанци, роми, срби, турци, власи, бошњаци, може да речеме и други, во базата за дарители на срцеви. Ова е многу важно, затоа што најмала веројатност за да добијат соодветен дарител во нашата држава и во сите држави од светот имаат баш болните кои што припаѓаат на заедниците со помал број на население во соодветните држави. Во Цивика Мобилитас дефиниравме кои се клучните поставки или клучните поенти и јас не сакам да повторувам, во првиот дел е дефинирано што се ќе направи програмата за промоција, но исто така дефиниравме и сакам да укажам на нашите гледачи, односно посетители, дека од проектот програма за промоција на дарување на срцевина нема да се финансираат генетските и другите испитувања од дарителите на срцевина и неопходниот специфичен софтвер за целосно функционирање на дарителските регистри, туку тие ќе се финансираат од средствата на фондацијата Спировска, односно од други донации, други проекти и други извори, но не и од овој проект. Тоа е значајно за да сватиме на што ние практично сме се обврзале да направиме. И са малку неколку елементи од нашиот дарителски регистар кој што го формиравме. Тоа се вработените
на врвот или во основа на овој дарителски регистар сум јас, кој што сум основач и директор на Научната фондација Спировски и се вклучувам како експерт за ХЛА, односно за имунологија и ткивна совпадливост. Потоа имаме извршен директор на Научната фондација, магистар Иво Спировски, и имаме тројца вработени во различни сегменти, поврзани со дарувањето на срцевината. Теодора Филдишевска, која што е продукцијски уредник и во исто време и информатички вклучена во пребарувањето на соодветни дарители во светскиот дарител. Ана Вучуревиќ, која што е молекуларен биолог во Научна фондација Спировски и колешката Емилија Андоновска, која што е доктор на медицина и е вработена во Научната фондација Спировски. Оваа дефиниција на вработени одговара на структурата на кадри кои што се бара од Светската асоциација на дарители за срцевина и се надевам дека со нашето комплетно едуцирање и вклучување во меѓународните рамки ние ќе успееме целосно да ја исполниме нашата зацртана задача. Или сега нешто малку околу тоа да ги запознаеме гледачите кои се критериуми за да се биде член, односно потенцијален дарител во Научна фондација Спировски дарителскиот регистар за срцевина. Тука нема многу, тоа се само два. Тоа значи дека треба да имате од 18 до 50 години и вашата тежина да е над 50 килограми и да имате индекс на телесна маса помало од 40. Значи тоа се критериумите за да може воопште да се зачлените во нашиот регистар. Нажалост, не може да се приклучите во регистарот доколку вие или вашиот партнер некогаш сте имале позитивен ХИВ или ХТЛВ, тоа е човечкиот теклеточен лимфотрофичен вирус. Понатаму, ако некогаш ви биле инјектирани непрепишани лекарства, вклучувајќи и лекови за бодибилдинг, понатаму, ако веќе сте член на некој регистар за дарување коскена срцевина кај нас или било каде во светот, и ако имате или некогаш сте имале некој од следниве заболувања. Да не ги читам, тука е рак, тука се некои автоимуни заболувања, коронарната артериска болест, диабетот и така натаму. Значи, постојат медицински критериуми за вклучување или не вклучување во дарителскиот регистар за срцевина. Откога ги исполните критериуми, односно немате негативни критериуми, практично вие треба да знаете кон што се приклучувате. Значи, ако се приклучите, вие треба да знаете дека ако се изберете за соодветен дарител, мора да дадете подоцна примероци од крв за потврдување на совпаѓањето. Можете да бидете прашани и да одговорите на еден од двата начини. 90% од луѓето даруваат матични клетки од периферната крв. Значи, се внесува на едната страна во вена, на другата страна рака се внесува во артерија, крвта минува низ еден посебен апарат, се издвојуваат матичните клетки и се враќаат назад и најголем дел од луѓето вака даруваат матични клетки. Помалден, само 10% даруваат матични клетки со земање со игла од коскената срцевина на коските на карлицата. Се разбира дека одлуката дали едно или друго треба да ја даде докторот, а вие треба да подпишете да му овозможите на докторот да донесе одлука што и како ќе се прави. Што е следното? Од кога ова ќе се заврши, вие останувате во регистарот се до вашата 61 година од животот, освен ако сакате да се откажете. Вие во секој момент може да се откажете. Многу е битно да постојано имаме можност да контактираме со вас, бидејќи во секој момент постои теориска веројатност да бидете евентуално избран за идентичен дарител во нашата или во некој од другите земји. Значи, ние ќе бидеме во контакт преку имејл, преку телефон и преку писма и така натаму. И со тоа треба да знаете дека практично му давате шанса, му давате можност на некој во светот што има малигна болест на крвта да може да биде излекуван.
Се разбира дека овде се прибираат доста информации, не се претерано многу, ама се прибираат сепак некои информации и Меѓународната асоциација инсистира на безбедносен систем и ние го имаме применето во целост за собирање на вашите информации, за користење и заштита на вашите информации, исто така и за тоа како и на кој начин вашите информации може да бидат присутни или да бидат исклучени од системот. Еве со зелено ви е потенцирано дека вие можете да ја прекинате регистрацијата во било кој момент. Значи го имате тоа индивидуално, односно загарантирано право. Никој не смее со сила да ве принудува да бидете член во ниеден дарителски регистар. Споделувањето на податоците имаме посебна политика, да не должиме, таа е согласно меѓународните стандарди. Ние во согласно со Civica Mobilitas практично направивме веб-сайт на кој што во делот за приклучи се во регистерот објаснуваме што треба да знаете пред да се вклучите. И тука се прашањата кои што се тука даде. Меѓутоа има и други прашања кои што се помалку директни, а сепак се значајни и на нив може да одговорите со кликнување на линковите на овие прашања. Меѓутоа, ние изготвивме и две видеа кои што се посебно важни. Едното е видео како да се биде дарител на матични клетки. Тоа го има на YouTube и вие можете со кликање да видите и да го проучите. Се разбира дека нема сега целосно тоа да го направам, но вие тоа може да го видите и на Facebook, и на нашиот канал на YouTube и препорачувам да го видите. Исто така ние направивме и друго видео, а тоа е за земање бриз од образ, кое што е многу значајно и ќе видите на него на кој начин тоа се остварува. Значи, овде имаме видео кој што во детали го опишува и јас ви препорачувам тоа да го видите. Како практично се остварува постапката? Постапката се остварува така што на веб-сајтот вие се логирате, ги користите информациите што ви ги кажа, вклучувајќи ги и двете видеа, и се пријавувате во неколку стапки, неколку чекори, вашите податоци ги внесувате. Кога ќе ги внесете вашите податоци, вие по пошта добивате коверт во кој што се наоѓа комплет за земање примероци од бриз од образ. Со видеото и со текстот кој што ви е даден, можете сами да земете примерок или некој да ви помогне, меѓутоа принципиелно можете тоа сами да го направите. Потоа да ја потпишете согласноста за приклучување кај потенцијален дарител на коскена срцевина, да ги пакувате согласноста и примероците кои што сте ги зеле од брисот од уста и да го испратите во бесплатен коверт до нашата фондација. Се разбира дека ние во тој момент ќе ги испратиме податоците до акредитирана лабораторија во САД, кој што ќе направи анализа генетска на ХЛА и на други гени кои што се неопходни. Потоа ќе ги испрати податоците до специјалниот софтвер за дарителски регистар наречен Прометеус, ќе ни ги испрати и нас, значи паралелно, а ние исто така преку Прометеус можеме да ги пратиме во Светската асоциација за дарители на срцевина, а тие да не информираат и да бидеме во контакт со Светската асоциација за дарители на срцевина. Како што гледате, со примерот кој што вие сте го дале, ние понатаму обезбедуваме присуство ваше во Светската асоциација за дарители на срцевина. Кои се областите од невладиниот сектор кои што се значајно да бидат во соработка со нашиот дарителски регистар? Најзначајни се здруженијата на студенти. Вие видовте веќе со две соработуваме, се надевам дека ќе направиме и понатаму со другите. Понатаму здруженијата на болни од малигни заболувања на крвта, тие се на второ место. Меѓутоа исто така и на болните од други малигни заболувања, борка например.
Понатаму здруженијата на заедниците албанци, роми, власи, турци, македонци, муслимани, бошњаци и други, затоа што нивното учество е од извонредно големо значење за дарителскиот регистар, не само кај нас, туку и во светски рамки. И на крајот здруженијата на ЛГБТ заедниците, кои што се на известен начин маргинализирани без никаква причина во овој систем за дарители на срцевини, и тие можат да бидат корисни во дарувањето на срцевина во државни и во светски рамки. Кои се улогите на невладиниот сектор во работата на дарителските регистри? Тоа е што тие може да членуваат во одборот на старатели на дарителскиот регистар, може да партиципираат во дефиниција на програмата за работа, извештаите и така натаму, може да учествуваат во пријавување и изработка на заеднички проекти за дарители на срцевина во нашата држава или меѓудржавни или интернационални, и понатаму може да бидат дел од регрутниот центар, односно да вршат едукација, пријавување, земање брисот образ и праќање до нашиот дарителски центар. На крајот сакам да кажам дека на болните со малигни заболувања на крвта, леукемии, неопходен име поголем број на дарители на срцевина, и дека ако потенцијалниот дарител е избран како идентичен со болниот, тогаш дарувањето на коскена срцевина му подарува живот, значи конечно го излекува, дословно му поклонува живот, и затоа би можеле, ако сакате, да се пријавите како потенцијален дарител за срцевина на овој линк, или да се јавите бесплатно на дарителскиот регистарски број 0800048. Ние ќе ви испратиме комплет со земање брисот образ, вие ќе земете бриз, ќе потпишете согласноста и ќе ни ги испратите податоците бесплатно по пошта. Ние ќе го испратиме вашиот брисот образ во акредитирана лабораторија за генетско испитување на ХЛ, а вашите податоци ќе ги внесеме во нашиот дарителски регистар и во регистарот на Светската асоциација за дарители на срцевина. Со тоа, вие станувате дел од Светскиот регистар за дарители на срцевина. На крајот сакам да им се заблагодарам за досегашната работа на Македонската медицинска студентска асоциација од Скопје, на студентски организираната медицинска асоциација СОМО-ЧТИП, на Сдруженијето за помош и поддршка на пациенти со хематолошки заболувања и нивни негуватели ХЕМА од Скопје, на Цивика Мобилитас за доделениот грант од Скопје и на Агенцијата специјализирана за здравствен, медицински, фармацевски, маркетинг и консалтинг Модерн Скопје. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам и вам, професоре. Би можеле да преминеме на прашањата кои што ни ги поставија учесниците во периодот на регистрација. Првото прашање е каква е сигурноста на податоците и дали може да се гарантира долготрајно зачувување на тајноста? Јас веќе кажав дека ние ги применуваме стандардите дефинирани од Светската асоциација за дарители на срцевина во се, па и во овој дел, особено во овој дел, и ние поради тоа на согласноста на задната страна ги имаме таксативно забележени нашите обврски и начините на кои што тоа ние ќе го направиме. Тие податоци нема да бидат достапни на веб страниците кои што се, како да речам, поосетливи или така натаму, туку се сместуваат и сега, а и ќе се сместуваат на дополнително сигурносни системи. Ние нити сакаме, нити ќе ги даваме тие податоци било кому, затоа што не е во тоа поентата. Меѓутоа, треба да сватат нашите гледачи, односно тие кои што го следат ова предавање, дека независно од тоа, податоците од луѓето мораат да бидат свежи, обновени, точни, прецизни. Секоја промена треба да биде дадена кон нас. Тоа не значи дека ние на тој начин ја менуваме или ја намалуваме сигурноста, туку ја зголемуваме сигурноста на пациентите за кои што некој кој што се согласил и за кој што се сме направиле би можел да добие соодветно лекување. Значи, ние податоците ги чуваме во двојно сигурносен систем
само персоналните се разбира, не овие што се за објаснувања за што е едно, што е друго, значи едукативните материјали не. Да, освен тоа неодамна се донесе закон за заштита на лични податоци, така што сигурен сум дека има и една дополнителна правилник за во невладините организации, ние сме потписник и ние ги следиме тие препораки. Второто прашање, најголем дел од прашањата вие веќе ги одговоривте искрено во вашата презентација, меѓутоа, ајде должни сме да ги прочитаме. Кој може да биде дарител на коскена срцевина? Па еве реков, значи два услови се. Значи многу е либерално навидум, нормално, човек да има од 18 до 50 години и да има над 50 килограми, значи да не биде како да речам, хектичен на медицински кажано, за оние кои што не се медицинари, значи слаб. Само тие два, но тоа е кој може. И видовте дека имаме ние уште 4 дополнителни услови кои не може и имаме редица од заболувања од луѓе кои што се болни или биле болни, кои што не влегуваат. Значи, ја би рекол, многу е полиберално кој може, ама е многу построго кој не може, затоа што сакаме да ги заштитиме потенцијалните дарители да не направиме на некој начин влошување на нивната здравствена состојба. Сега третото прашање, не знам колку се однесува за вас или повеќе за хематолозиве, прашањето е која е веројатноста за компликации и смртен исход после трансплантација? Тоа е различна за различни видови на малигни заболувања на крвта. Јас не би можел во детали да кажам, меѓутоа мислам дека тие вредности се над 75% не е смртност него преживување и дека многу мали се во некој од болестите, многу помала е веројатноста за смртност. Гледам дека професор Злато Стојановски ќе одговори на тоа прашање, само да поминеме прво со прашањава до професор Спировски, па ќе го вклучиме професор Стојановски. Четвртото прашање е кога ќе има нареден пат акција за нови дарители? Сега, бидејќи ние сме во невладиниот сектор, ние имаме два вида на работа. Едниот е континуиран, овој што ви го опишав. Значи, луѓето постојано преку веб порталот може да се појавуваат без да има акции. Меѓутоа, ние знаеме дека тоа не е доволно. Прво, во нашата општество, во нашата држава, не е до тој степен развиен овој систем. Затоа ние планираме да имаме акции од идниот месец, малку сакаме да се смери состојбава со Омикрон, мислам, ние бевме спремни и сега сме спремни, а мислам дека не е упатно од јавно-здравствен аспект тоа да го направиме сега. Ако дозволат приликите, тоа ќе го направиме во почетокот или кон крајот на февруари и редовно ќе го правиме понатаму. Во ред, петото прашање, мислам дека веќе го одговоривме, како да станеме потенцијален дарител на коскена срцевина, а и кои се предусловите. Мислам дека тоа е веќе одговорено, да не навлегуваме. Повторно едно прашање повеќе соодветно за хематолози, какви нус ефекти има употребата на иматинип, растенките треба и зошто ако има сроден донор не се врши алогенна трансплантација. Тоа Злата би требало да одговори. Ќе го вклучиме во ред, одиме понатаму. Кој се може да биде донор на коскена срцевина и од која возраст, веќе го одговоривме тоа. И сега многу конкретно прашање, во колку родителот има CML со BCR позитивен, колку е можноста за потомството да заболи? Исто Злате тоа ќе го замолам. Ќе го вклучиме. И како, добро, кои би биле релативни и апсолутни медицински контраиндикации, тоа е заболување автоимуни на дарителите за дарување на срцевина? Па јас ги кажав, ние можеме да се вратиме ако сакате. Тие се на вистина контраиндикација и тука нема дилема, мислам во светски рамки сите се согласни за тоа. Тоа се значи автоимуните заболувања, васкулитис, анкилозен спондилитис, хронова болест, мултиплексна склероза, миестенија гравис, ревматичен артрит, системски лупус еритематозус, улцерален колит, тие се оние кои што се дефинирани како контраиндикации од групата на автоимуни заболувања. Доста заболувања се вклучени во овој дел. Ви благодарам, професоре.
Така што го поканувам сега професор Златен Стојановски, гледам дека е unmuted, да ни одговори, само да го замолам да пушти и видео, да го видиме. Професор Стојановски, дали се слушаме? Да, одлично се слушаме, ако вие мене ме слушате. Добро вечер, како сте? Добро вечер, благодарам. Сакам да се заблагодарам за професор Спировски, на вистина неговиот ентузијазам е неограничен, е unlimited, што би рекле англичаните. Му честитам бидејќи тој е човек кој е во темелите на трансплантацијата во Република Македонија. Тој е скромен, но на вистина е така. Ние со трансплантација заеднички почнавме уште во 2000-та година и неговата помош е неизмерна. А сакам да му честитам на изборот да продолжи со таа работа сега во едно друго поле, од еден друг агол, односно како човек кој што ќе организира дарителски регистар во склоп на невладините организации. Од хематолошки аспект, бројот на дарители е насушно потребен. Колку може повеќе да имаме дарители, толку повеќе ќе имаме излечени пациенти. Бидејќи трансплантацијата е единствена куративна опција за голем број на хематолошки заболувања. Професорот нема да ми замери, сакам да го дополнам малце, бидејќи тој зборуваше дека индикациите за третман се само хематолошките малигни заболувања, но не е така. Болести кои што се лекуваат и се лекуваат со трансплантација на матични хематопоетски клетки се бројни. Над 88-90 индикации се веќе потврдени. Не се тамо само малигни хематолошки заболувања. Јас како дигресија ќе кажам кога е формиран првиот регистар на доброволни дарители за коскена срцевина, тоа е Ентони Нолан во Англија, во Шили Children Hospital, заради тоа што момчето Ентони Нолан е родено со Вискот-Олдричев синдром. Тоа е немалигна, тоа е тешка имунолошка дефициенција која што може да се излекува само со трансплантација на коскена срцевина тогаш, во тоа време. А тоа е 1973, односно 4 година, така да неговата мајка Ширли, чекајќи коскена срцевина за детето кој што починува за жал, го формира Ентони Нолан Ейпл, доброволниот дарител во Англија, кој што денес брои над 750.000 доброволни дарители. Така да индикациите за третман се примарни имунодефициенции, апластични анемии, таласемии, бројни други малигни нехематолошки заболувања, други метаболни заболувања, така да индикациите се навистина бројни и не се само хематолошките малигни заболувања. Ако смеам да се вклучам, професор Стојановски, значи да ги одговориме хематолошкиве прашања. Може. Прашањево беше какви нус ефекти има употребата на иматинип врз тенките црева и зошто, ако има сроден донор, не се врши алогена трансплантација? Тирозин киназните инхибитори и нивното воведување ќе не оставеа нас трансплантационистите без работа. Зошто? Бидејќи за една болест која што оди во 3 фази, од хронична фаза, фаза на забрзување, акцелерација и акутизација, и за која што 5-годишното преживување беше некаде околу 25%, воведувањето на тирозин киназните инхибитори, односно иматинибот, направи 5-годишно преживување кај овие пациенти да биде над 95%. За нас беше
Неверојатно кога излезе иматинибот и кога во американскиот часопис Times излезе карикатура на која што лекарот му дава на пациентот капсула гливек и му вели дојди на контрола за 10 години. Тоа беше неверојатно во тоа време, но денес јас лично имам мои пациенти кои што се повеќе од 8 години на терапија со тирозин киназни инхибитори и кај кои што планирам за една веќе во следниот месец да го прекинам лекувањето бидејќи се наоѓа во длабока молекуларна ремисија потврдена во неколку наврати повеќе од 5 години. Значи, веќе почнавме со така наречената стоп гливек принцип на работа, односно оваа болест за некои пациенти може да се излекува со долготрајна употреба на тирозинкиназните инхибитори. Но, за некои пациенти кои што нема да одговорат на тирозинкиназните инхибитори, прва, втора генерација, или кои имаат одредени молекуларни дефекти и мутационен статус неповолен, сепак тоа се мал број на пациенти, но за нив и денес трансплантацијата на матични клетки може да биде единствен лек. Што се однесува до другото прашање околу процентите на успех. Да, тоа беше. Околу процентите на успех, како што убаво одговори професор Спировски, процентите на успех зависат многу од основното заболување, зависат од статусот на основното заболување, дали пациентот го трансплантираме во комплетна ремисија или во активна болест, воопшто исходот од трансплантацијата не може да биде ист. Зависи и од возраста, како еден важен фактор за трансплантација, и од некои други подфактори. Така да, единствен процент бројка е несоодветно или невозможно да се даде. Разбирам. Прашањето беше едно малку поконкретно прашање. Во колку родителот има ЦМЛ, претпоставувам хронична миелоидна леукемија со BCR-ALK позитивен, колку е можноста за потомството да заболи? Хроничната миелоидна леукемија не е наследна болест. Толку. Сега прашањето имаше... Не е наследна болест. Повеќе имаме прокуженост кај лимфопролиферативните болести. Кај пациентите со хронична лимфоцитна леукемија или некоја друга лимфопролиферативна болест имаат 8 пати поголема шанса некој во семејството да добие друга лимфопролиферативна болест, или лимфом, или миелом, или Ходжкинова болест, но за хроничната миелоидна леукемија тоа не е случај. Ви благодарам многу. Прашање за професор Спировски. Во чет поставено од Нора Абази Емини, горна возраст за запишување во регистарот е 50 години, а останувате запишани во регистарот до 61 година. Зошто е тој период од 11 години? Тој период има две логични аспекти. Едниот е дека луѓето кои што се над 50 годишна возраст имаат помал квалитет на даруваните матични клетки. Но доколку не постои друг соодветен и неповолниот или помал ефект од повозрастните луѓе може да се земе во предвид. И заради тоа тие од 50 година не се вклучуваат, меѓутоа се чуваат во регистарот до 61-виот роден ден, односно до 61 наполнета година, за да евентуално ако притреба некогаш. Тоа е едниот дел. Вториот дел е така наречената ефективност на вложувањето во дарители. Например, ако се направат сите испитувања за дарител кој што има 20 години, веројатноста дека некогаш во животот до неговата 50-та година, како што се овие другови,
овие другиот елемент, тогаш што има 30 години на располагање. Односно, со истите финансиски вложувања, ние добиваме повеќе веројатности некој да добие помош со дарување на коскена срцевина. Значи, тоа е вториот дел. Некои тоа го сметаат како прв дел, јас го сметам како втор или второстепен, и поради тоа некои од дарителските регистри, например Ентони Нолан, што го спомна колегата Злате, тие ја симнаа границата на 16 години па нагоре. Но бидејќи од 18 години може да даруваат, тие од 16-та до 18-та мируваат во дарителскиот регистар и само кога ќе наполнат 18 години се активира и понатаму продолжуваат да бидат пребарувани или земани во предвид. Таа, како да речам, таа политика, таа стратегија на возрастно вклучување ги има овие два аспекти. Дополнително прашање од четот Берна Ислам. Прашањето е можно ли е да се јават несакани ефекти од трансплантација на коскена срцевина и кои би биле тие? Кај пациентот или кај дарителот? Предпоставам дека се мисли на пациентот. Повели Злат. Компликациите кои што се јавуваат после трансплантацијата се бројни. Ќе ги делиме на рани и доцни компликации, и за да се елаборираат тие, навистина треба подолго време. Во раните компликации акутната форма на калемот против домаќинот, бројни акутни инфекции, реакцијата на венооклузивна болест на црниот дроб и ТТП, како и некои други, а хроничните компликации кои што може да се јават после трансплантацијата исто се така бројни, и другите повторно, инфекциите со различни предизвикувачи, подоцната фаза, цитомегаловирус, Епштейн-Бар вирус, бактериски, габични може да бидат, но инфертилитет, како и бројни други компликации кои што се јавуваат после апликација на високодозна хемотерапија и примање на клетки од друг дарител. Што се однесува до дарителите, дали тие имаат компликации, тоа е интересно прашање. Апсолутно ги охрабрувам сите луѓе од 18 до 50 години да се пријават во дарителскиот регистар, бидејќи компликации после самото дарување речиси и да нема. Стандардна процедура е да се дадат фактори на раст на леукоцитите, со кои што ќе ги натераме леукоцитите од коскената срцевина да излезат во периферната крв и тамо да може да ги ожнееме или харвестираме. Освен локална болка од апликација на централниот венски катетер, иако денес и тоа се избегнува, се оди веќе дарување од периферна вена, апсолутно нема никакви компликации. Така да ги охрабрувам сите потенцијални дарители да го сторат тоа, бидејќи со тоа навистина ќе спасат многу животи. Еве, интересни некои прашања, века, сега повторно не знам за кој од вас, дали за професор Спировски или за Стојански се работи, значи дали примената на определени лекови е контраиндикација за дарување на коскена срцевина. Не се мисли на лекови кои се користат за третман на веќе наведените заболувања. Прашање од Христина Белеска. Па ако одиме од препораките кои што досега се дефинирани, тука е кажано дека само ако се примаат лекарства кои што не се препишани, односно кои што немаат дозвола за користење. Тоа се, например, лековите за бодибилдинг или некои други лекови. А за сите останати нема воопшто контраиндикација за да се биде дарител, особено што човекот во текот на животот може
оваа година да зема лекови, идната да не зема, поидната да не зема, а во годината кога ќе биде евентуално избран, односно пронајден како соодветен дарител, во тој момент да не користи лекови. Значи, давањето на лекови не е елемент, освен овие кои што се дефинирани како не регистрирани лекови имаат негативен ефект, не е контраиндикација за дарување на коскена срцевина. Меѓутоа, тука има една замка. Ако зема лекови за едно од болестите кои што се наведени во листата на контраиндикации, во тој случај не е лекот контраиндикација, туку е болеста за која што, поради која што се прима лекот. Тука да бидеме малку внимателни. Или со една реченица, дека ако се лековите примаат за болестите наведени во листата на контраиндикации, тогаш е контраиндициран. Еве едно интересно прашање. Дали доколку веќе сме, до професор Спировски конкретно, дали доколку веќе сме членови во Македонскиот дарителски регистар за коскена срцевина, можеме да се префрлиме во научната фондација Спировски, дарителски регистар за срцевина, и дали овие два центри се поврзани меѓусебно во однос на пребарување на комплементарен дарител? Значи, тоа е многу интересно прашање и битно и се дискутира во светски рамки, не е само кај нас. Кај нас имаме сега, че има два, не? Покрај овој државниот на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, туку и принципиелно за другите во свет. Кое е правилото? Правилото е дека не треба човек да има податоци во повеќе од еден дарителски регистар. И тоа е од морален, од финансиски, од стратешки аспекти и така натаму. Меѓутоа, во исто време, постои и ви покажав јас со зелен, дека во секој момент може да се откаже или да се отпише од дарителскиот регистар. Со други зборови, ако некој сака да се зачлени во дарителскиот регистар невладин, а е веќе член во државниот, тој ќе го извести државниот дека се откажува од членството таму и кај нас ќе се пријави и ќе биде се во ред. Значи, тука не станува збор дека некој не може каде што сака да биде. Станува збор дека е етички неоправдано да бидат неговите податоци во 2 или во повеќе, во 3, 5, 6 регистри, а тоа се исти гени, исти потенцијал, се намалува вредноста на индивидуалниот придонес. Тоа беа прашањата што ќе се поставуваат вечерва. Доколку има уште нешто, ги охрабруваме да ни пишат и на мејл на кој што ја веќе ја добија поканата. И да му се заблагодарам пред се на професор Спировски за прекрасното предавање, многу едукативно. Ќе биде достапно за сите што не успеа да го следат, ќе биде достапно на YouTube каналот на Фондација Спировски и ви благодарам на сите. Благодарам особено на колегата Злато Стојановски, затоа што представува чест и драго ми е да еден мој соработник, барем од неколкуте што беа, најде време и да учествува во оваа многу значајна активност, не само од наша страна, туку и сите дарителски регистри во светот за болните, како што чувме, над 80 заболувања кои што може да се користат. Благодарам.